Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26.2 од Статутот на општина Битола е отворен 12-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 24 членови на Советот. Па според тоа, Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашања кои се на дневен ред, ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето, ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на гостите и представниците од средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Прва точка. Решение за именување на член во управниот одбор на ЈКП Водовод Битола и разрешување на вршител на должност член во управен одбор во ЈКП Водовод Битола. Точка 2. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП СИС Џабени и разрешување на вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП СИС Џабени Битола. Точка 3. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП ЗУППИ Битола и разрешување вршители на должност на членови во управен одбор во ЈП ЗУППИ Битола. Четврта точка. Решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈП ЗУППИ Битола и разрешување вршител на должност на член во надзорниот одбор во ЈП ЗУППИ Битола. Петта точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот офат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Логоварди во вид на урбанистичко-планска документација КП број 1238 КЛ Логоварди. Шеста точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот офат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Логоварди во вид на урбанистичко-планска документација КП број 1487 КЛ Логоварди. Точка број 7. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот офат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Доленци во вид на урбанистичко-планска документација КП број 901 КЛ Доленци. Точка број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот офат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Драгоџани во вид на урбанистичко-планска документација КП број 817 КЛ Драгоџани. Дали има предлог за измени и дополнување на дневниот ред? Јас имам една точка. Почитувани членови на Советот, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес имаме една дополнителна точка. Како дополнителна точка на дневен ред предлагам е одлука за давање согласност за продолжување на периодот на времетраење на договорот за уредување на капитална и управувачка структура помеѓу РК Еврофарм работник, АД Битола и РК Пелис Рада Битола. Ова е чекор кој ќе значи континуитет, стабилност и понатамошен развој на ракометната платформа која донесе резултати, успеси и гордост за нашиот град. Битола живее за ракометот. Оваа платформа покажа дека со визија, партнерство и посветеност може да се создаде силен и конкурентен клуб, препознатлив и дома и на европската сцена. Очекувам поддршка од страна на сите советнички групи. Затоа што кога станува збор за интересот на Битола, спортот и младите генерации треба да бидеме обединети. Ракометот не сме да биде тема на поделби, туку заедничка инвестиција во иднината на Битола. Ракометот е гордост на Битола. Заеднички да продолжиме да оградиме успехот. Дали има друг предлог? Дракуловски, повеле. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност. Пред 2 дена видовме што се случи со прославата на шампионската титула на фудбалскиот клуб Вардар и нивното недолично
однесување на прославата и затоа на денешната седница предлагаме иницијатива за усвојување на заклучок за осуда на говорот на омраза, навредливото и недолично јавно однесување при спортски прослави. Со ова иницијатива се предлага Советот на општина Битола да усвои заклучок, тргнувајќи од потребата за заштита на достоинството на граѓаните, спортскиот дух, меѓусебната почит и јавната култура со кој: прво, Советот на општина Битола најостро го осудува овој облик на говор на омраза, навредливо, вулгарно, понижувачко и недолично однесување при спортски настани и јавни прослави, без разлика од кој клуб, група или поединец доаѓа. Второ, Советот оценува дека спортските успеси треба да се слават достоинствено со почит кон противникот, кон граѓаните и кон јавниот морал, а не преку пораки кои создаваат поделби, омраза, навреди или понижување. Трето, Советот изразува став дека ваквите појави не се навивачка страст, туку удар врз спортската култура, врз младите генерации и врз вредностите кои локалната заедница треба да ги негува. Четврто, Советот ја повикува Фудбалската федерација на Македонија и надлежните институции да постапат согласно своите надлежности и правилници со цел спречување на слични појави во иднина. Петто, Советот ги повикува сите спортски клубови, навивачки групи, јавни функционери и спортски работници да покажат одговорност, да се воздржат од говор на омраза и да придонесат спортот да остане простор на надпревар, почит и заедништво. Шесто, овој заклучок да се достави до Фудбалската федерација на Македонија, Министерството за спорт, спортските клубови од општина Битола и јавноста. Почитувани, ова не е прашање на тоа кој за кого навива. Ова не е прашање дали некој клуб освоил титула. Спортскиот успех може и треба да се честита, но говорот на омраза, навредите и понижувањето не смеат да се реализираат како навивачка еуфорија. Кога јавна прослава се претвора во простор за вулгарност, навреди и омраза, тогаш институциите мора да имаат став. Советот на општина Битола нема да суди спортски резултати и нема да презема дисциплински надлежности на ФФМ, но Советот има право и обврска да испрати порака дека спортот мора да биде простор на почит, култура и достоинство. Затоа предлагам иницијатива Советот да донесе заклучок со кој јасно ќе се осуди ваквиот говор и ќе повика надлежните институции да постапат согласно своите надлежности. Победите се слават со достоинство, не со омраза. Ви благодарам. Благодарам. Дали има друг за предлог за измена и дополнување на дневниот ред? Доколку нема, 15 минути пауза да се испратат дел од материјалите. Колегата да го испрати дописот кој што го прочита сега и материјалот за продолжување на договорот на ракометната платформа. 15 минути пауза. Предлози имаше две точки за дополнување на дневниот ред. Првата беше од мене, одлука за давање на согласност на барањето за продолжување на период за време траење на договорот за уредување на капитална управувачка структура на РК Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола. Ве повикувам да гласаме. Едногласно, против и воздржани нема. Констатирам дека точката ќе се најде како една од точките на дневниот ред. Втора точка беше на колегата Дракуловски Александар. Иницијатива за усвојување на заклучок за осуда на говор на омраза, навредливо и недолично јавно однесување при спортски прослави. Ве повикувам да гласаме. Едногласно, против и воздржани нема. Констатирам дека точката ќе се најди како точка на дневен ред. Со тоа, дневниот ред, ве повикувам да огласаме дневниот ред со дополнувањата кои што беа усвоени. Кој е за вака предложениот дневен ред со 10 точки на дневен ред?
Процедурално, председателе, во предлог дневниот ред има сега се додаде. Ги имаат сите 10 точки ќе бидат вклучени во дневниот ред. Едногласно констатирам дека дневниот ред е усвоен. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Решение за именување на член во управниот одбор на ЈКП Водовод Битола и разрешување вршител на должност член во управен одбор во ЈКП Водовод Битола. Го повикувам известителот да го прочита извештајот. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања при Советот на општина Битола одржа седница на 15.5.2026 година на која се разгледа следниот дневен ред. Решение за разрешување вршител на должност член во управен одбор на ЈКП Водовод Битола, именување на член во управен одбор на ЈКП Водовод Битола. Втора точка. Решение за разрешување вршител на должност член во надзорниот одбор во ЈПСИЗ Жабени Битола и именување на член во надзорниот одбор на ЈПСИЗ Жабени Битола. Трета точка. Решение за разрешување вршители на должност членови во управен одбор во ЈПЗУППИ Битола и именување на членови во управниот одбор на ЈПЗУППИ Битола. И четврта точка. Решение за разрешување вршител на должност член во надзорниот одбор на ЈПЗУППИ Битола, именување на член во надзорниот одбор на ЈПЗУППИ Битола. По точката 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за разрешување од вршител на должност од управниот одбор на ЈКП Водовод Битола гласаше со 1 глас за и 3 гласови воздржани. По истата точка за именување на членови во управниот одбор на ЈКП Водовод Битола не се достави предлог. По точката 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предложи да се разреши од вршител на должност членот од управниот одбор на ЈПСИЗ Жабени Битола Лидија Богдановска, а да се предложи да се именува во надзорниот одбор на ЈПСИЗ Жабени Битола членот Лидија Богдановска. По точката 2 за разрешување од вршител на должност со 3 гласови за се гласаше и 1 глас воздржан. По истата точка за именување член од членовите од комисијата гласа со 2 гласови за и 2 гласови против. По точката 3 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предложи да се разрешат од вршители на должност членовите на управниот одбор на ЈПЗУППИ Битола Златко Чукалев, Методија Нечаковски и Александар Димитровски. По истата точка, Комисијата предложи именување во управниот одбор на ЈПЗУППИ Битола за следните членови: Елизабета Тодоровска, Оливер Вангелов, Теодор Чаламани и Златко Чукалев. По точката 3 за разрешување од вршители на должност гласаа со 2 гласови за и 1 глас против и 1 глас воздржан. А по истата точка за именување на членови, комисијата гласаше со 2 гласови за и 2 гласови против. По точката 4 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предложи од надзорниот одбор на ЈПЗУППИ Битола да се разреши вршителот на должност Нина Котевска, а да предложи да се именува исто во овој надзорен одбор лицето Нина Котевска. По точката 4 за именување за разрешување од вршител на должност гласаа со 2 гласови за, 1 глас против и 1 глас воздржан. А по истата точка за именување на членот на комисијата гласаше со 2 гласови за и 2 гласови против. Ви благодарам. Процедурално. Благодарам, повели. Со оглед дека предлогот на комисијата по точките каде што не доби поддршка, тогаш предлагам да не се представува како усвоен став или предлог на комисијата, туку да биде ставен на дневен ред само како предлог за кој Советот ќе одлучува, но мора јасно да стои дека комисијата не го поддржала. Во спротивно се создава погрешен впечаток дека постои позитивен став на работното тело, иако таква поддршка нема. Ова го кажувам за да стои во
записникот, со оглед на тоа дека работното тело комисијата треба одлучува со мнозинство, а овде немаме таков став на мнозинството како комисија. Тој да се гласа, но да има конкретно дека комисијата не го усвои предлогот. Затоа што гласаше со 2 за и 2 против. Во ред, така ќе види. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Решение за именување на член во управниот одбор на ЕКП Водовод Битола и разрешување вршител на должност член во управен одбор во ЕКП Водовод Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, барате збор? Да, повели. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Како што претходно го поднесов извештајот, во член 42, став 1 е наведено дека комисијата за одржувањето на состанокот до Советот доставува извештај во кој што се наведени резултатите од гласањето на комисијата. Затоа мислам дека комисијата јасно, гласно наведе со колку гласови е гласано за, со колку против и колку воздржани. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Против, 16 воздржани. Констатирам дека првата точка од дневниот ред не е усвоена. Минуваме на втора точка од дневниот ред. Решение за именување на членови во надзорниот одбор на ЈП СИС Жабен и Битола и разрешување вршители на должност членови во надзорниот одбор во ЈП СИС Жабен и Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 11 против, 1 воздржан. Констатирам дека втората точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на трета точка од дневниот ред. Решение за именување на членови во управниот одбор на ЈП ЗУПП и Битола и разрешување вршители на должност членови во управен одбор на ЈП ЗУПП и Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 11 против, 1 воздржан. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на четврта точка од дневниот ред. Решение за именување на член во надзорниот одбор на ЈП ЗУПП и Битола и разрешување вршител на должност член во надзорниот одбор во ЈП ЗУПП и Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. За, 11 против, 1 воздржан. Констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на петта точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Логоварди во вид на урбанистичко-планска документација КП број 1238 КЛ Логоварди. Го повикувам известител да го прочита извештајот. Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина при Советот на општина Битола одржа седница на 12.5.2026 година на која се разгледа прва точка Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Логоварди во идна урбанистичко-планска документација КП број 1238 КО Логоварди. Точка 2.
Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КЛ Логоварди во идна урбанистичко-планска документација КП број 1487 КЛ Логоварди. Трета точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Доленци во идна урбанистичко-планска документација КП број 901 КО Доленци. И четврта точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгожани во идна урбанистичко-планска документација КП број 817 КО Драгожани. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесуваме следниот извештај. По разгледување на материјали и дискусијата од точка 1 до точка 4 од дневниот ред, комисијата гласаше со 4 гласа за. Благодарам. Отварам претрес односно петта точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. ...23 за, против нема, 4 воздржани. Констатирам дека петта точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на шеста точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КЛ Логоварди во идна урбанистичко-планска документација КП број 1487 КЛ Логоварди. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. ...23 за, против нема, 4 воздржани. Констатирам дека шеста точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на седма точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Доленци во идна урбанистичко-планска документација КП број 901 КО Доленци. Отворам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. ...23 за, против нема, 4 воздржани. Констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на осма точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Драгожани во идна урбанистичко-планска документација КП број 817 КО Драгожани. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. ...23 за, против нема, 4 воздржани. Констатирам дека осмата точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на девета точка од дневниот ред. Одлука за давање согласност на барањето за продолжување на периодот за времетраење на договорот за уредување на капитална и управувачка структура на РК Еврофарм работник АД Битола и РК Пелистер АД Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Јас ќе земам збор. Почитувани колеги советници, почитувани граѓани, почитувана јавност, денес како точка на дневен ред е продолжување на ракометната платформа. Согласно барањето кој што беше испратено од страна на досегашниот носител на платформата, РК Еврофарм Пелистер, побарано е да се продолжи платформата за уште една година. Деталите кои што се менуваат во договорот за интерес на јавност и спортската битолска јавност е со тоа што договорот се продолжува на една година,
буџетот кој што се одделува од општина Битола се зголемува од 18 на 24 милиони денари, а исто така и вложувањата кои што ги прави Еврофарм се зголемуваат од 45 милиони денари на 80 милиони денари, со тоа што вкупниот буџет кој што ќе биде на располагање за следната надпреварувачка сезона 2026-2027 година ќе биде 104 милиони денари. Искрена благодарност за продолжувањето на оваа платформа, бидејќи Битола живее за ракометот. Убедливо Битола е најракометниот град во државата. Од она што го видовме во изминатиот период, веќе во изминатиот петок е потпишан договор и со нов спонзор кој што ќе вложи дополнителни средства во ракометниот клуб Еврофарм Пелистер. Исто така, ја користам приликата јавно тука од говорница да ги повикам и сите оние стопанственици, бизнисмени во нашиот град да се приклучат кон оваа иницијатива, бидејќи навистина Битола заслужува, има најдобрата публика убедливо не само во државата, тоа е потврдено и од страна на Европската ракометна федерација и се надевам дека и во иднина ќе гледаме врвни и надпревари пред се од домашното првенство и меѓународната сцена и се надеваме на нова титула во следната сезона. Благодарам. Николовски повели. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувана јавност, почитувана ни битолчани. Би сакал пред се да ја поздравам оваа платформа која што е донесена уште пред 5 години. Се покажа како едно добро нешто што функционира изминатите 5 години во нашиот град и ја поздравувам иницијативата таа соработка да продолжи. Посебно ме радува фактот што и Еврофарм заедно со останатите спонзори го зголемуваат буџетот од 45 на 80 милиони денари, што ќе значи и поголем простор за успех на ракометниот клуб Еврофарм Пелистер. И сите ние како битолчани се радуваме на успесите, но би сакал да искритикувам бидејќи ова не е прв пат во Советот на општина Битола вака неплански да се носат одлуки. Во секој случај нашата советничка група го поддржува овој договор, но спорно е тоа што наместо да имаме прво промена на програмата за спорт, односно таму имаме предвидено само 68 милиони денари во програмата за професионален спорт, односно тука се офаќаат и ракометниот клуб, и кошаркарскиот клуб, и фудбалскиот клуб, и сите оние клубови кои што се во сопственост на општина Битола. Дополнително се оптоварува буџетот на општина Битола за дополнителни 6 милиони евра, што мислам дека ќе представуваат дополнителни потешкоти на општина Битола и трендот што го гледаме и во јавните претпријатија и во основните училишта и во задолженоста на општина Битола ќе продолжи. Мислам дека треба работите да се прават плански, иако градоначалникот овој договор продолжување го најави уште во месец март, сега сме мај месец и не предложи до Советот на општина Битола измена на програмата за спорт, односно обезбедување на дополнителни финанси, со тоа да се направи ребаланс на буџетот, бидејќи како што во многу наврати во минатото критикувавме дека одредени средства нема да бидат доволни за функционирање на обврските кои што ги има општината во сите дејности, не само во спортот, така и на оваа седница гледаме како избрзано се носи на ваква одлука, наместо со време градоначалникот сигурно имал информации дека ќе треба дополнителни средства и со време да побара измена на програмата за спорт, па да дајме ние согласност, па да го потпише договорот, а гледаме како популистички во јавност уште пред месец дена, 2 месец, односно веќе 2 месеци се поминати од месец март каде беше најавен овој договор, а дури сега иди во Советот на општина Битола, но како основач Советот на општина Битола, мислам дека прво треба да врват работите во Совет, па потоа градоначалникот ги потпишува договорите. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Едногласно 27
гласа за, против, воздржани нема. Констатирам дека 9-та точка од дневниот ред е усвоена. 10-та точка, иницијатива за усвојување на заклучок за осуда на говор на омраза и навредливо и недолично јавно однесување при спортски прослави. Отварам претрес по предлогот, дали некој ба разбор. Бидејќи никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Едногласно, 27 гласа за, против, воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред за денешната седница е исцрпен, седницата е заклучувана и посакувам на сите пријатен ден.